213.000 евра јавното државно предпријатие за патишта ќе плати за пошумување на косините од патот Штип Миладиновци. Овие пари се наменети за садници и подготовка за нивно садење, а работата треба да ја заврши Хорти Дизајн, фирмата која го доби тендерот. Интересно во случајов е тоа што од јавно достапната документација никаде не стои како вид на садници ќе бидат засадени, на кои косини точно долж 42 километри долгата траса за пошумување и на крај колкав број на садници ќе бидат засадени. Во договорот се гледа дека фирмата работата треба да ја заврши до крајот на април, односно ноември, кога е период за садење. Овој договор има рок од 2 години во кој Хорти Дизајн во 2019 година треба да заврши 50% од работата, за што ќе добие 80% од сумата, односно околу 170.000 евра. Останатите околу 45.000 евра фирмата ќе ги добие откако ќе се утврди успешноста на засадените садници. Иако пошумувањето е важен дел од безбедноста во сообраќајот, сепак тоа не го одвлекува вниманието од во моментов најактуелното прашање, односно зошто пуштањето во употреба на овој автопат неколку пати се одлага. Последната најава беше за крајот на минатата година, а во меѓувреме од министерот за транспорт и врски Сугаревски и директорот за патишта Зоран Китанов стигнаа две контрадикторни изјави. Има, како да кажам, сервисни патишта за некои населби или десетина куќи од лево, од десна страна на патот кои што не биле третирани во проектот. И тие претходно излегувале директно на регионалниот пат. Сега со автопат тоа не е возможно. Надпатникот кај Свети Николе има недостатоци. Правиме корекции и нема да го ставиме во функција се додека тоа не го завршиме. Рече од собраниска говорница министерот Горан Сугаревски. Ова ги засили шпекулациите дека во прашање е нешто друго, односно следното. Мислам дека не се врши добра работа. Работа се споро, како градот кај нас шо у Штип, по моје, се тука фале мост, тие работи. Па затоа што викат дека демек од безбедносни причини, а кои се тие безбедносни причини, треба да ги знаеме ние. Може да има некои недостатоци.